Додека пратениците внатре на Комисија за финансирање и буџет одлучуваат за судбината на амандманот за зголемување на платите, синдикалците надвор на топлото време уште еднаш застанаа зад своите барања. Повисоки плати да има за целиот јавен сектор е точка на запнување, бидејќи досега не е изгласан овој амандман на Законот за работни односи. Собраниската комисија број 14 членови, а 8 од нив добија жолти картони и директно беа прозвани од синдикалците, затоа што се против предлогот на ССМ. Радикализација е една од опциите за Сојузот, ако се уште не се наоѓа решение за повисоки плати. Во моментот стигаа сигнали до нас дека они може да ги согласуваат платите до 1 септември. И да е тоа така, ние ќе изразиме нови облици на незадоволство. Онаму кога ќе има некоја странска делегација, која нив во моментот за решавање значајна за решавање на проблемот по францускиот предлог, ние работниците ќе излеземе на улица и ќе го покажеме незадоволството, бидејќи другари ние денеска бараме пари за леп. Надлежните тврдат дека се на иста страна со работниците, од Труд и социјала, министерството пред кое што синдикалците исто така протестираа. Веќе истакнаа дека се за зголемување на платите, но не со адхок мерки, туку со добро обмислени и системски решенија. Но синдикалците сакаат веднаш. На нас парите ни се потребни денеска, бидејќи денеска е зголемена струјата за 7,4% до 98%, а ние како работници што сме тука, верувам и вие, не знаете што значи тоа од 7 до 98%, што значи они изнајдоа нова цена на струјата, изнајдоа нова методологија за пресметка на струјата, а не изнајдоа решение и методологија за пресметка на платите, за да растат во моментов на оваа криза, еве денеска покачување на струјата, ценовни шокови, нафтена криза, топлинска криза и така натаму. А да не збориме за двоцифрената инфлација. Протестите на ССМ започнаа на 22 јуни пред собранието. Работници се собраа и кај Министерствата за труд и социјала, финансии и информатичко општество и администрација. Денес улицата пред собрание повторно беше собиралиште за представниците на Сојузот и повторно беше испратена пораката дека ќе се бараат оставки од пратениците, кои што нема да гласаат во корист на работникот.